Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во емисијата за Универзитетот отворено. Еве што донесуваме денеска тука во ова издание на емисијата. Во петокот на 21 март 2025 година професорките од Психолошкото советовалиште на Укло, доктор Драгана Батич и доктор Гордана Ристевска-Димитровска одржаа обука за интервенција во криза фокусирана на колективна траума. Обуката беше наменета за психолози, педагози и социјални работници кои работат во поддршка на луѓе во кризни ситуации, со акцент на помошта за деца, адолесценти и студенти. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола проследете го разговорот што го водевме со професорките од Психолошкото советовалиште на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Психолошкото советовалиште на Укло, или поточно професорките од Психолошкото советовалиште на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, професор доктор Драгана Батич од Факултетот за безбедност во Скопје и професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа, иницијатори и организатори на обуката за интервенција во криза со акцент на работа во услови на колективна траума. Професорките се гости во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве поздравувам и обете. И морам да кажам дека ја постигнавте целта, голема посетеност од ваши колешки, професорки, психолози, педагози, социјални работници, значи лица од општина Битола, кои работат во установи, во училишта, во средни училишта, но и од Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, кои што сакаат да слушнат што ќе им кажете за како тие да се справат во ова време, кога сите сме изложени на ова колективна криза, која не погоди сите практично по она што се случи во Кочани. Професорке, идејата потегна од вас. Од вас двете. Да, се разбира. Од двете размисливме како можеме да помогнеме во локалната заедница, што е најпотребно во овие ужасни моменти. И одлучивме дека ова е потребно, се покажа дека навистина потребата е многу голема, затоа што ова работилница, ова обука ние ја планиравме за 30 учесници, а се дојдоа 60 учесници со многу малку најава, така што навистина сме многу задоволни од одзивот и со тоа се покажува и дека потребата била голема. Присуствува 60 стручњаци од училиштата во Битола, но исто така и од и стручни работници од центрите за социјална работа и од Битола, од Демирхисар, од Прилеп, значи имавме повеќе луѓе не само од нашата општина, меѓутоа сите ја имаат истата потешкотија да се справат и да работат во овие услови вака на травматизирано општество со младите, со ранливите групи секаде каде што е потребно. Мораме да кажеме дека уште во понеделникот, по информацијата за оно што се случи во Кочани, Психолошкото советовалиште излезе со објава дека стои на располагање на сите студенти, но и на граѓаните кои ќе почувствуваат дека имаат потреба да разговараат со некого или не можат сами да се справат со оно што им се случува, на што го слушаат. Па да, ние веќе имаме искуство, нели, со ковидот и веднаш излеговме со тие наши телефони, очекуваме наши студенти не само да се јавуваат, туку и да ни се обраќаат лично. Ние оваа недела немавме нешто многу, нели, настава, бидејќи студентите преку нивните организации одлучија да не одат на настава, а
во некои од факултетите има многу студенти кои што се од страна, меѓутоа нас од понеделник не чека сериозна работа која што веќе ја планираме во однос на на тие што понепосредно биле на психолошкиот дебрифинг, на организирање на одредени групи, нормално за тие кои што индивидуално сакаат и да поразговараме со нив, за тие што можеме во живо, за тие што не сме тука, можеме и онлайн. Зборуваме за колективна траума, која што ни се случува и со која се уште не можеме да се справиме. Професорке, рековте дека ова е се уште рана фаза. Да, првата недела е рана фаза во која почнува опоравувањето и не може да се очекува ништо повеќе од ова што го гледаме. За една недела после нешто толку непоимливо, толку многу силно, толку катастрофално, заедницата реагира на разни начини, се обидува да помогне на многу разни начини. Солидарност, емпатијата е веќе очигледна, значи оваа недела повиците за помош се пречекани со отворени раце, со отворени срца. Така што се прават многу напори, меѓутоа се уште сме во фазата на шок, на неверување и на давање на брза физичка помош, неопходна помош, социјално да се згрижат луѓето кои се директни жртви, семејствата кои мора да ги следат пациентите во странство. Значи се прават многу напори на ниво на држава, додека пак од психолошки аспект се внимава медиумите како известуваат, се одбираат, веќе имаме истории на херои од целата оваа ситуација. Тие се важни работи кои не прават да бидеме поврзани, да се чувствуваме дека припаѓаме и дека едни за други си помагаме. Морам да кажам дека кога се слушнавме со вас по она што се случи во Кочани, вашата прва реченица беше: Сонја, што ми се случува? Да, и верувам дека многу луѓе така се чувствуваат. Што ни се случува? Каде сме ние? Што правиме во оваа заедница? Првичните такви збунувачки и многу силни чувства кои се сакаат да излезат надвор. Значи, се уште имаме дезорганизација на мислите и нашите чувства се навистина. Од една страна си ја сакаме татковината, од друга страна гледаме како татковината потврла во некои аспекти. Така што тоа е природна реакција, што ни се случува. Сега веќе почнуваме да разбираме што се случило и веќе имаме доволно информации за целата ситуација и понатаму веќе очекуваме како граѓани на оваа држава, очекуваме промени, очекуваме нешто да се подобри, нешто да се смени, да има оваа трагедија да донесе до раст на општеството, да направиме нешто подобро кое ќе го чувствуваат нашите генерации понатаму. Професорке Батики, и во изјавата за медиумите бевте запрашана кои се манифестациите, ако можеме така да кажеме на некој начин, од таа колективна траума. Поединците во секој случај, кога ќе речеме поединечно, нели, за некоја личност, дека има одредени реакции, нели. Меѓутоа сега тука зборуваме за нешто што сите го доживуваме и сочувствуваме. Не само од нашата земја, од Македонија, тоа го гледаме и од соседните земји, не само од соседните, туку практично од половина свет. Знаете, ние имаме емпатија кон она што се случи и затоа и ова неверување и бес и тага пред се, затоа што се идентификуваме со, нели, можело нашето дете да биде, можело внуче, сме можеле ние да бидеме, нели, и затоа силно се идентификуваме со луѓето кои што се настрадани и навистина мислам тага е пред се доминантна емоција, а исто така и бес, зошто се случило ова се. Така да секој од нас, нели, различно реагира, има потреба од разговор, луѓето се собираат, зборуваат за тоа, нели, не случајно на социјалните мрежи слушам, вика, леле, не можам веќе да гледам, а од друга страна, нели, сакаш да видиш што се случува и така. Така да сето тоа се еден, мислам,
како да кажем, еден вртлог на емоции кои што сега полека мораме малку да ги стабилизираме и сите да се подсмириме и заради децата и заради нели оние што се, да кажеме, ранливи категории. Токму во таа смисла и беше ова наша обука, да преку оние кои што работат со ранливите категории, да некако сите заедно споделиме и да видиме што понатаму и како да се реагира. Затоа што се чека од нас возрастните, од нас кои што се занимаваме со ментално здравје, кои што се работиме со луѓе, да нешто придонесеме во таа смисла и во таа смисла и нашиот придонесот и друго, не знам што би можеле да направиме во овој момент. Во случајот сега, ако зборуваме за оваа работилница, за оваа обука, тука беа психолози, педагози од основните училишта, од средните, професори од Универзитетот Свети Климент Охридски. Кога децата одат во училиште, очекуваме и да бидат среќни, неодамна кога беа презентирани информациите или резултатите од прелиминарното истражување што го правевте, професорке, за врсничко насилство во училиштата во општина Битола, од децата одговарале дека се среќни кога се на училиште. Кога се среќни, очекуваме да бидат насмејани, весели, да се дружат. Кога ни се случуваат вакви работи, не очекуваме да бидат среќни. Веројатно и кај сите ја има таа тага за бес, не знам колку тоа може да зборуваме за бес кога се работи кај основци, меѓутоа кај средношколци и повозрастни студенти секако дека го има. Но сигурно сето тоа што им се случува може да се манифестира и на друг начин. Дали нема да учат како што учеле, нема да постигнуваат резултати на училиште како што постигнувале. Може би во комуникацијата со децата ќе бидат потивки, некои погласни. Родителите очекуваат, од родителите се очекува правично да им објаснат, меѓутоа училиштето, средното, факултетите се местата каде што веројатно треба многу повеќе да се зборува. Согласувам со вас, бидејќи тие се оние места на кои што, освен во семејството, децата најмногу престојуваат. И во таа смисла наставниците преценели тие што се во непосреден контакт со децата, психолозите, педагозите имат огромна улога. Децата, добро кажавте, се збунети, значи тие, како и сите ние, нели, сега што се случува и како да им се објасни во однос на нивната возраст, нели. Ние тука зборувавме за некои реакции на стрес кај помалите деца, но и кај адолесцентите, што е она што може да се очекува, или поголема нервоза, послаб успех, затоа што се окупирани, се зависи од, нели, ако се во непосреден контакт со оние што загинале, или, нели, нормално е дека и повеќе ќе бидат возбудени, повеќе ќе бидат травматизирани, но и сите деца на кои што гледаме дека тие помалите деца особено реагираат и на тоа како возрастните реагираат, нели, колку се тие практично вознемирени, така да во таа смисла многу може да направат и наставниците и професорите со организирање, прво со давање на можност да се разговара за ова, да се искажат нивните и мислења и чувства пред се, да се покаже дека тие не се сами, дека сите сме, да кажеме, во една иста ситуација, во слична ситуација, така да тоа токму затоа и еве ваква една и обука и можност да и колегите да кажат што мислат, како мислат. Ние знаеме дека ова не е прв пат, дека ние, нели, постојано некако периодично имаме вакви ситуации, но ова ми се чини една од најстрашна и најинтензивна, најголема трагедија што последно време се случи во Македонија, така да мислам дека за тоа беше важно да се собереме и ние како луѓе од фела да споделиме и да им дадеме можност просто да, нели, да заеднички да се видат и да слушнат нешто од ова, еве да поразговараме за тоа. Како психолози, знам дека сте организирани на ниво на држава, посебно здружение или асоциацијата, сега тоа ќе ми простите, не знам точно, како комора, добро, во секој случај, се организиравте веќе и веќе има ваши колеги на терен, ако можам така да речам, новинарски кажано, на терен, мислам, онаму каде што е најпотребно во моментот кај
оние кои што изгубија свој блиски во Кочани. Меѓутоа, и самите кажавте дека да, во Кочани веќе има екипи кои што работат, кои што се навистина подготвени и обучени да работат со такви лица. Меѓутоа, не треба да се заборават и оние во останатите градови. Рековте, децата ќе реагираат онака како што реагираат родителите. А родителите некогаш се наоѓаат во ситуација како не знаат како да изреагираат. Како да реагираат? Освен жал, тага, бес. Меѓутоа, треба да знаат и како да се однесуваат дома со децата. Така, сега ситуацијата е многу различна. Значи, во Кочани е ужасно. Ситуацијата е навистина многу потешка и тука треба многу поспецијализиран пристап. Потребно е повеќе тимови, но исто така е потребно таму и да се изгради локалната заедница, да се зајакне за да може да одговори на потребите, бидејќи потребите ќе бидат долгорочни, нема да биде таму, нема да биде за кратко време. За разлика од Кочани, во Битола и во остатокот од земјата, значи животот полека треба да влегува во нормално. Во смисла, училиштата, значи се место каде безбедно може да се разговара на оваа тема, со оглед дека една ваква катастрофа предизвикува не само многу емоции, но и се јавуваат и разни идеи за тоа како функционираме, што се случува. Тие идеи некогаш се оправдани и некогаш децата навистина тоа што го мислат се во право, меѓутоа некогаш може да имаат и некои непроверени информации, искривена идеја за тоа што се случува, како се случува. И затоа училиштата се одлична прилика каде ќе може да се направи еден мозаик за тоа што се случувало, што довело до ова и да се научи нешто повеќе. Ова е сега и прилика разни работи разни конфликти, разни идеи кои ги има кај нашата млада популација да излезат на површина и да може да се обработат. Затоа што позади една ваква катастрофа, многу општествени случувања кои си тлеат, постојано се присутни, сега ќе излезат на површина. И со тоа, ако сме подготвени, можеме навистина да направиме многу добро нешто за многу генерации понатаму. И сега, веќе во училиштата ја искористија таа прилика, поточно мораше да се адресира оваа страшна ситуација и веќе направија часови каде што се разговараше, каде се споделија чувствата, се споделија размислувањата околу оваа тема и во еден момент треба веќе вообичаено да се функционираат училиштата. Децата се деца и треба да бидат на училиште да се чувствуваат добро. Значи, да, се тажни, се гневни, меѓутоа не е тоа постојано. Повеќето од времето веќе и не ни треба да бидат постојано со информации, окупирани и обседнати со целата ситуација. Значи, треба да внимаваме малку и во семејствата. Значи, важно е да сме информирани, меѓутоа не е постојано да сме вовлечени во вестите и во сите социјални мрежи каде што многу работи се споделуваат, што и точни, неточни. Има и работи кои уште повеќе гнев, уште повеќе тага предизвикуваат, има навредливи содржини. За среќа помалку се од колку што би можело за некои други настани да се појавуваат, меѓутоа сепак постојат и такви вознемирувачки содржини кои не е неопходно постојано да се изложуваме на нив. Така што во ред е да се гледаат вести, да се следи што се случува, да се поразговара, да се објаснуваат работите како што ќе излегуваат и со децата дома, со поголемите деца да може да се издискутираат работите што се случуваат, но не животот постојано да биде окупиран со оваа трагедија, бидејќи тоа нема да направи добро за никого од семејството. Додека пак за овие кои се директни жртви, кои се најзасегнати, за нив ќе треба и специјализирана помош и таа треба да биде добро организирана и локално дадена и веќе има одговор од државата, сега ќе видиме понатаму како ќе се развива таа интервенција. Во таа насока постојано во медиумите можеме да слушаме и да прочитаме, вели шокот доаѓа подоцна. Да, сега е првичен шок всушност, кога луѓето кои изгубиле некого се уште како луѓе у шок и така натаму околу погребот и тоа, меѓутоа кога навистина сега за некој ден кога ќе видиме семејствата ќе видат дека нивните блиски навистина ги нема, тогаш уствари е таа празнина и тогаш
тек започнува оджалувањето. Значи сега е шок, тогаш и неприфаќање, меѓутоа сега полека ќе мора да се прифати ситуацијата, а тоа е уствари тој процес на такување кој трае. Значи не и мислам дека во тој процес ми се чини дека можда малку и брзаме во смисла на тие екипи и така натаму, може треба малку да уредо е да има и ја верувам дека тоа и ќе се види. Значи ние во нашата култура имаме одредени ритуали, блиски се тука, роднините, да им овозможиме на луѓето да си тагуваат во рамките на нивните семејства, а потоа доаѓа психосоцијална поддршка за тие што треба, за да тој процес на тагување, да кажеме, може би оди полесно ако е тоа, нели можно, меѓутоа да не кажеме да не се наметнуваме, иако ние сите сега од најдобра намера сите се пријавуваме, сакаме да работиме, ние ќе се соочиме со тоа, меѓутоа многу е важно да и да им се пружи шанса да зборуваат, меѓутоа и да не се наметнуваме сепак да тоа потекне од самите нив. Управо сте, потребно е време, ни треба време да оттагуваме првенствено семејствата кои што изгубија некого, меѓутоа и колективно сите. Велам сега да оттагуваме да, и оно што кажавте, да им се даде помош на сите кои што ќе побараат и на кои што ќе им треба. А во случајот помош ќе треба и за оние кои што беа директно на настанот, кои што учествува во спасувањето, еве колеги новинари кои што беа директно известува, тоа се сцени кои што не секој може да ги издржи, или ако ги издржи во тој момент, подоцна можат да се јават други несакани последици. Многу сте во право, значи на сите очевидци, на сите кои помагаа, кои работеа во итната служба, во здравствените организации, од пожарната служба, па и новинарите. Навистина тоа е многу стресна ситуација за која не се подготвени секогаш луѓето, и еве и веќе имаме и првата жртва како последица на големиот напор. Возачот на брзата помош, значи тој човек беше изложен на толку многу голем напор и толку стрес што еве се искомплициран, се случи некоја ситуација и почина, така што со тој стрес ќе треба секој професионалец да се справи, и ако би требало и да се организираат некои интервенции, и постојат такви интервенции од технички дебрифинг па се до понатаму подлабоки психосоцијални интервенции со кои може да им се помогне за да може да се растеретат, да го преработат тоа што го видоа и им се случи. Тоа важи, значи, за луѓето директно кои беа таму, додека пак за луѓето кои се наблюдувачи од страна и преку медиумите ги гледаат работите, малку е поинаков и помал е ефектот, но исто така и интервенциите се поинакви. Во секој случај, како вие како психолози се справувате со ситуацијата и како и лицата ваши колеги, колешки кои се на терен, ќе излезат од цела работа, и тие излегуваат како стручни лица, меѓутоа сето тоа влија и на нив. Обично се користи таа врсничка поддршка, така се вика, за да се споделат меѓусебно, и се користи и супервизија, знаете, затоа што не секогаш ние знаеме како да постапиме во одреден момент и имаме потреба да се советуваме, да прашаме други така натаму, така да тие групи мислам дека ќе се организираат за тие што се надвор, биле на лице место, мислам дека веќе е во тек, денеска или утре, Комората на психолози организира баш за пожарникарите кои што учествувале, меѓутоа мислам дека ќе треба и за луѓе кои што биле неповредени, што уствари или се излекле неповредени, меѓутоа психичките повреди се уште се големи. Или затоа што нивните другари, сестри, браќа загинале, а и тие биле во ситуација на ризикот да, животот фактички здравието им било загрозено, да не зборувам за луѓе кои што се сега на лекување, баш професорката Гордана зборуваше за
ожилци кои што ќе ги имаат и така натаму, сето тоа ќе бара на вистина. Ние мислам дека уште не сме свесни колку овој процес ќе биде долг и ќе треба ресурси. Јас тука би го завршила овој разговор. Целта не ми беше да кажам само дека сте одржале работилница, дека сте одржале обука со ваши колеги помлади, повозрасни, туку на некој начин, ако можеме и на овој начин да им помогнеме на нашите слушатели, првенствено да знаат, како што кажате, дека треба да разговараат за ова, да не го потиснуваат во себе. Вие самата рековте, ако им се плаче, нека плачат. Да не го чуваат тоа во себе, затоа што чувањето во себе може да доведе до некои други компликации, но сепак јас би рекла вака, ако не успеете или гледате дека не успевате да се справите со сета ова ситуација, слободно да ви побарат. Така е, некои луѓе ќе имаат повеќе потреба за помош, некои луѓе самите ќе можат лесно да го надминат затоа што општеството секогаш има снаги. И на лично ниво имаме снаги, имаме отпорност и како заедница. Така што поголемиот дел од популацијата нема да има потреба од специјализирана помош. Меѓутоа, онаму каде што е потребна, нема зошто да не контактираат. Прво, психолошко советовалиште е достапно, понатаму ако имаат повеќе потреба, тогаш и здравствените установи стојат на располагање за се што треба. Воред, јас ви благодарам и на обете. Еве конкретно за студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да кажеме дека психолошкото советовалиште на УКЛО е отворено за нив. На веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk може да ги најдат и вашите телефонски броеви на кои што може да ви се обратат или да закажат термин кога ќе можат со вас да разговараат. А во рамките на ова јавување, нели, еве вашите телефони може би да ги кажеме, професорке Гордана. 071-294-310. 075-301-223. Ви благодарам за одвоеното време. Вам, почитувани слушатели, за времето што го минавте заедно со нас во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. На крајот уште да кажеме дека обуката се одржа во Коспейс просториите во студентскиот информативен центар на УКЛО и беше дел од микроквалификации во кризен менеджмент во согласно со концептот на Европската универзитетска алијанса Колорс. Тука го завршуваме ово издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов, чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали
сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е тајно моја, во душа светат вери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Укло ФМ, Битола, март 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.